Кратки најави за денешниот дневник. Невладините бараат УНЕСКО да им ги одземе ингеренциите на советите на Охрид и Струга во однос на урбанистичките планови за висококатници. Виолината на Климе Садило изложена во куќата на Робевци. Националниот парк Галичица доби нова лабораторија за истражување растителни и животински видови. Владата на утрешната седница треба да ги замрзне маржите за оризот и јајцата. Финците најсреќни, македонците најнесреќни од земјите во регионот. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со локална облачност и топло со измерена максимална дневна температура од 15 степени. Во текот на ноќта кон вторник, зголемување на облачноста и претежно облачно на топло време. Утре во западна, северозападна, северна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Дожд се очекува на Балканот и во југоисточна Европа. Во останатите делови од Европа ќе биде претежно сончево со локална облачност, но релативно топло. Во вторник во северните делови на Балканскиот полуостров сончево со локална облачност. Во централните делови на полуостровот зголемена облачност, а на југозапад, југ и југоисток нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 12 до 19 степени. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови времето претежно облачно и релативно топло. Попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во североисточните, северните и северозападните делови, локално и до 15 литри. Минималните од 2 до 9, максималните од 9 до 18 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд, но ќе биде топло. Минималната температура 6, дневната 12. Во среда во утринските часови дождот ќе престане и во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Дневната температура до 16 степени. Во четврток и петок претежно сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде топло. Минималната 3, односно 5, дневната 17, односно 18 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Невладините се погласни за препораките на УНЕСКО. Велат ке бараат од УНЕСКО да им ги одземе ингеренциите на советите на општините Охрид и Струга во однос на урбанистичките планови за висококатници. Овој предлог се однесува на одлуки во заштитеното јадро, на брегот на Охридското езеро и заштитената зона. Друго клучно барање до УНЕСКО е поднесено за комплексот Мауцкер, локалитет кој има решение за археолошки комплекс од 1998 година, а Општинскиот совет донесе одлука за управување и отуѓување на ова земјиште. Охридскиот регион изминативе 30 години е заложник на одредени партиски влијанија и бизнис интереси, обвинуваат невладините. Велат при тоа најмногу трпи културното и природното наследство. Невладините од земјава велат ке бараат од УНЕСКО да ги одземе ингеренциите на советите во двете општини, Охрид и Струга, во однос на урбанистичките планови за висококатници. Овој предлог се однесува на одлуки во заштитеното јадро, на брегот на Охридското езеро и заштитената зона. Овај комплекс е влезен и во програмата и планот и за управување кој што владава го донесе, еве, Хермелеја, археолошки локалитет. Сега Советов на општина Охрид во август месец донесе и усвои една одлука каде што се прифати една програма за управување со можност за отварање за продажба на тоа земјиште по 1 евро од квадрат. Значи, ако ние почнеме да ги продаваме археолошките локалитети, што ќе биде следно? Друго клучно барање до УНЕСКО е поднесено за комплексот Мауцкер, локалитет кој има решение за археолошки комплекс од 1998 година, а Општинскиот совет донесе одлука за управување и оттуѓување на ова земјиште. Не за индивидуалните објекти. Значи да му се одземат надлежностите во период од, например, да речеме 5 години, да не може да носи урбанистички планови за висококатници, него урбанистичките планови нека си ги превземе Министерството за транспорт и врски, како една надлежна институција која што посеопфатно и постручно ќе ги образложува тие детални урбанистички планови. Невладените очекуваат уште повеќе забелешки од страна на реактивната мисија на УНЕСКО, која се очекува да го посети Охридскиот регион во мај годинава, откако во февруари заврши рокот за спроведување на препораките. Јавната установа Национален парк Галичица доби нова лабораторија за истражување на растителни и животински видови. Новата лабораторија е подготвена во рамките на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени. Тимот на јавната установа Национален парк Галичица со поддршка на истражувачкото друштво Урсус Пелеос од Скопје во изминатиот период работеше на уредување и упремување на нова лабораторија. Со ова лабораторија се подобруваат можностите за испитување растителни и животински видови во заштитено подрачје и влијанието на климатските промени врз нив, а воедно се зајакнуваат и управувачките капацитети на Националниот парк Галичица. Новата лабораторија е подготвена во рамки на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени, поддржан од Преспа, Охрид Nature Trust Fond, а спроведен од страна на Црвениот крст на Република Северна Македонија, општинска организација Охрид и истражувачко друштво Урсус Пелеос од Скопје, а со поддршка од Националниот парк Галичица. Владата на утрешната седница треба да ги замрзне маржите на оризот и јајцата во висина на цените од почетокот на овој месец. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека замрзнување на маржите за брашното и шеќерот нема да има, но очекува самите трговци да ги намалат цените. Од утре нови цени на оризот и јајцата. Владата на утрешната седница треба да ги замрзне маржите на оризот и јајцата на цени од почетокот на овој месец, кажа на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. А во делот на шеќерот и на брашното, веќе согласно сите податоци од Царинската управа, во делот на увозните цени и цените кои се произведуваат, значи имаме веќе намалување и трендот на намалување ќе продолжи, затоа таму нема да превземеме никакви мерки, затоа што очекуваме цените во наредните денови сами да паѓат согласно тие податоци кои ги има. Во случај
тоа да не се направи од страна на трговците, кон крајот на оваа недела или почетокот на наредната недела ќе следат дополнителни одлуки и за шеќерот и за цената на брашното. На новинарско прашање во врска со висината на износот каде ќе замрзне цената на јајцата и оризот, односно дали тоа ќе биде на сегашниот износ на цената на овие прехранбени производи, Бектеши рече: Во делот на цената, ние имаме конкретен предлог како Министерството за економија, нема да биде денешната цена, ќе биде една од цените од месец март. Не би сакал тоа јавно да го кажам, затоа што можат одредени трговци и производители да се подготват, но тоа не значи дека немаме доверба кај нашите стопанственици, но пред да биде конечната одлука од страна на владата, не би сакал да објавам, но ќе биде една од цените која била во март. Бектеши посочи дека нема да дозволи зголемената побарувачка да ги крене цените, посебно на јајцата за време на предстојните празници Великден и Рамазан Бајрам. Цената на јајцата во Македонија е најниска во регионот, а свесни сме за зголемената побарувачка, информира министерот. Цените на јајцата и на оризот, министерот Бектеши вели дека ќе бидат пониски од оние што се денес на пазарот. Најпознатата охридска виолина, онаа која му припаѓа на легендарниот чалгаџија Климе Садило, од неодамна изложена во музеот Куќа на Робевци во Охрид. Со откупот на виолината, Националната установа, Заводот и музеј ја исполни последната желба на Климе Садило – виолината да остане во Охрид, што представува голема обврска во иднина повеќе да се заложиме за поинтензивна популаризација на ова наше културно наследство. Музичкиот инструмент на најпознатиот охридски чалгаџија од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, виолината на Климе Садило, е изложена во музеот Куќа на Робевци. Климе Садило има огромна заслуга во популаризацијата на охридската староградска песна од 19-тиот век. Тој, исто така, со својата тајфа дал огромен придонес охридската староградска песна да се пренесува од генерација на генерација и да обстои се до денес. Од огромно значење е гестот што Охридскиот завод и музеј го направи. Ја откупи виолината од правнукот на Садило, која сега е изложена во Куќата на Робевци, вели Оливера Мишева, виш кустос етнолог во Националната установа Завод и музеј во Охрид. Виолината, според неофицијални проценки, е изработена околу 1880 година во Германија. Климе Садило својот музикален ген го наследили од дедо му и од татко му кои свиреле на лаута и на кемане. Меѓутоа го учел чалгискиот занает во Битола кај семејство Лозанчеви. И од тука ја набавил, ја купил виолинава и на која свирел до крајот на својот живот. Не можело во Охрид и пошироко да се замисли семеен настан или друг себап без музиката и песните на тајфата на Садиловци. Тие на почетокот на 20-тиот век во Њујорк снимиле и лонгплей плоча која исто така е откупена од семејството заедно со највредните фотографии. Она што тие го певале, ние можеме многу да научиме од тоа. Да научиме за животните навики, да научиме за правилата и нормите на живење, за традицијата, за обичаите, за старите охридски семејства, за забранетите љубови, за неостварените љубови, за идеалите на народот што живеел тука, за борбата за слобода. Со откупот на виолината, Националната установа Завод и музеј ја исполни последната желба на Климе Садило – виолината да остане во Охрид. Ова пак представува и голема обврска во иднина повеќе да се заложиме за поинтензивна популаризација на ова наше културно наследство, вели Мишева. Финците 6-та година поред се најсрекна нација во светот. Македонците се најнесрекни од земјите во регионот. 20 март е меѓународен ден на среќата. Македонија се наоѓа на 87-то место на светската листа на земји според среќата. Пред неа се Конго и Јужна Африка, а едно место подолу е Венецуела. Сите земји од регионот се подобро рангирани на листата од Македонија, па така од земјите од регионот Словенија е најсреќна на 22-то место, Италија е 33-та, Хрватска е на 48-то место, Црна Гора е 67-ма, додека Босна и Херцеговина е на 71-то место во светскиот извештај за среќа.
Што се однесува до соседните земји, Бугарија е на 77-то место, Албанија е 83-та, Косово е на 34-то место, Србија е на 45-та позиција, а Грција е 58 на листата. Финска повторно се најде на врвот на светската листа на земји со најсреќна популација, позиција на која убедливо се наоѓа веќе 6-та година поред. Авганистан и Либан се двете најнесреќни земји во светот. Извештајот секоја година го составуваат научници во Соединетите Американски држави врз основа на анкети на Институтот Галуп и со него се опфатени 137 земји. Граѓаните одговараат на прашањето колку се задоволни од својот живот. Во јули 2012 година Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 20 март за Меѓународен ден на среќата, што ја промовира идејата дека стремежот кон среќата е основна човечка цел. Од ноќеска на полнок, горивата ќе се продаваат по пониски цени, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката на регулаторна, дизелот поевтинува за £1,5, а бензините за половина денар. Па така, литар дизел од полнок ќе чини 74 денари, бензинот Евросупер БС95 ќе се продава за 81 денар за литар, а бензинот Евросупер БС98 ќе има цена од 83 денари за литар. Освен бензините и дизелот, Регулаторната комисија за енергетика одлучи од полнок да се намалат и цените на екстра лесното масло за домакинство и на мазутот. Екстра лесното масло поевтинува за половина денар и ќе се продава за 73,5 денари за литар, а мазутот од ноќеска ќе чини 38,130 денари за килограм. Со одлуката на регулаторна се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,6%. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Само 3 дена откако беше издаден налог за апсење на рускиот председател Владимир Путин од Меѓународниот кривичен суд, кинескиот лидер Си Џинпинг го посетува денес во Москва. Тоа ќе биде првиот шеф на држава што ќе му подаде рака на Путин по налогот. Путин е обвинет од Хашкиот суд за војни злосторства поради депортацијата на украинските деца во Русија од почетокот на војната. Ниту Москва, ниту Пекинг не се земи членки на судот, чија акција Кремљ рече дека е срамотно и правно неважечка. САД исто така не го признава Меѓународниот кривичен суд, но председателот Бајден во петокот изјави дека веруваат и обвиненијата против Путин се оправдани. Вашингтон е скептичен за подготвеноста на Кина да посредува во војната во Украина со оглед на нејзиното одбивање да ја осуди руската инвазија. Кина минатиот месец објави документ од 12 точки во кој повикува на диалог и решение за војната во Украина. Изолиран на глобалната сцена, Путин повеќе од кога било ќе бара знак на солидарност од Си, кого во текст објавен во кинески вестник го опиша како стар добар пријател. Минатата година двајцата лидери потпишаат така наречено стратешко партнерство без граници. Досегашниот шеф на Црна Гора и кандидат на ДПС Мило Џукановиќ и Јаков Милатовиќ, кандидат на движењето Европа сега, освоја најмногу гласови на председателските избори во Црна Гора. Ке се соочат во вториот изборен круг, кој ќе се одржи на 2 април. Според првичните резултати соопштени во Подгорица, Џукановиќ освоил 35,3% од гласовите, а Јаков Милатовиќ 28,9%. Андрија Мандиќ од Демократскиот фронт е трет со 19%, за Алекса Бечиќ од Демократска Црна Гора гласале 11,3%. Во вториот круг одат двајцата кандидати кои освоиле најголем број гласови. Иако председателството е главно церемонијално во Црна Гора, гласањето се смета за клучен показател за расположението на народот пред парламентарните избори закажани за 11 јуни. Ѓукановиќ ги прикажа председателските избори како избор помеѓу независна Црна Гора и земја контролирана од соседите Србија и Русија. 620.000 граѓани на Црна Гора остануваат длабоко поделени меѓу поддржувачите на политиката на Ѓукановиќ и оние кои се сметаат себе си за Срби и сакаат Црна Гора да се здружи со Србија и Словенска Русија. Мандиќ од партијата Народен фронт, кој беше обвинет дека е дел од обидот за државен удар организиран од Русија во 2016 година, се обиде да се представи како личност која помирува за време на кампањата, велики дека неговата главна цел како председател ќе биде да го премости црногорскиот јас.
Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун рече дека неговата земја треба да биде подготвена да изврши нуклеарен напад во секое време за да одврати војна, обвинувајќи ги САД и Јужна Кореја за проширување заеднички војни вежби во кои се вклучени американски нуклеарни средства. Ким ја даде изјавата откако Северна Кореја според државната новинска агенција спроведе нуклеарни тактички вежби со цел да испрати силно предупредување против сојузниците. Во вежбите балистичката ракета прелетала 800 км пред да погоди цел на висина од 800 метри според сценарио на тактички нуклеарен напад. Северна Кореја набргу потоа потврди дека претходниот ден лансирала интерконтинентална балистичка ракета втора оваа година. Лансирањето беше одговор на американско-јужнокорејски војни вежби. Војните аналитичари проценуваат дека оваа ракета теоретски би можела да стигне до континенталниот дел на САД. Жителите на регионалниот австралиски град Менинди пронашле милиони мртви риби во нивната река за кои државните власти тврдат дека се резултат на тековниот топлотен бран. Локалните жители велат дека ова е најголем помор на риби кој го погодил градот, кој доживеа уште едно значително масовно изумирање пред само 3 години. Топлотниот бран ставил дополнителен стрес на екосистемот кој доживеал екстремни услови поради големите поплави. Топлотните бранови во Австралија стануваат се почести, поинтензивни и подолги поради климатските промени. Планетата веќе се загреа за околу 1,1 степен Целзиусов од почеток на индустриската ера, а температурите ќе продолжат да растат доколку владите ширум светот не направат радикално намалување на емисијата на стакленички гасови. Почитувани, ова е се во првиот дневник. Ви благодариме за довербата. Имајте пријатен ден.